разговараме со Гоце Павлевски, име и презиме доста познато не само на прилепчаните, не само на македонците, туку и во странство, особено во Австралија, бидејќи таму постојано живеете. Да. Ајде, прво, накратко, како би се представиле за оние што недоволно ме познаваат? Гоце Павлевски, пораснат во Прилеп, заминат во Австралија, веќе таму живеам 25-26 години, ама со срцето останато уште за Прилеп и за Македонија. Сега, кога дојдовте и колку дена планирате во Прилеп? Дојден со скоро 2 недели во Прилеп, стасав вчера, исто бев на надпревар од Данска Македонија и од Копенхаген, после мов дека дојдов во Прилеп. Така да последам некој ден и се враќам пак назад во Австралија. Последен пат пред овој, кога сте биле овдека? За овие 26 години? Минатото лето. Значи секоја година сте тука скоро? Скоро да, сега ова година 2 пати. Планираме уште в лето да дојдам на малцен полуг период да поседам. Вашево име и презиме кое ќе се спомне Гоце Павлевски се поврзува со победа и велат тие што ќе слушнат за ова име и презиме, велат еден од оние што и дење и ноќе размислува за победа, значи најмногу ја сака од се победа. Дали е така? Да, така е и од секогаш, како уште од мал. Со моите почетоци бев дел од највачката група на Победа, исто и како ми остана вредено во срцето и до ден денеска исто ја сакаме и помагаме. И сега се трудиме, ама работиме не се како што треба моментално, така да сакаме да помогнеме, ама од друга страна и не можеме. Ама иако резултатите се оние послаби на Победа, Победа е во криза, тие што ја сакаат и продолжуваат да ја сакаат симпатизерите на Победа. Да, резултатите немаат врска. Името клубот си останува секогаш врежано. Победа некогаш била шампион, некогаш била во подолни лиги, а љубовта си е љубов си останува секогаш. Сега, имево и презимево Гоце Павлевски во последно време се поврзува со некакви големи акции во Австралија за собирање помош, пред се финансиска помош за овој фудбалски клуб најсакан Победа. Што се случува на тој план? Што се случува минатата година покренав јас како иницијатор за како цела диаспора, цел свет исто и така од Прилеп да донираме сите по некое средство за да помогнеме, само така не најде на голема поддршка и собрав некои мали количини, се мали, не беа ни толку големи и се одлучив да направам спортска опрема. Направив спортска опрема за првата екипа, како со зимски жакетчина, за дресови и шорцеви за домашно, за по 2 пара и за дома за играње, за во гости. Исто така направивме тренерки се, ги испратив на овдека, само еве ги веќе четврти месец, стоја на царина, нема слух никој, ни општината, ни од клубо да се подигне така да. Запознати се од клубот со ова состојба? Да, и општината и клубот се запознати, само нема слух од никој. Што треба да направат тие? Да се подигнат. Дали треба некакви финансиски средства, време да се оддели, например? Јас мислам поичкаме за човек да се задолжи за тоа. Да се задолжи за тие работи, така да не знам како ќе да работите. Од наша страна направивме се што можеме. Сега друго останува на градот како општина или како фудбалски клуб, не можам никого да обвинам. Кој мисли дека кој може да се подигнат тие отиќе остана за клубо, останува тие донација. Значи конкретно за што се работи? Се работи за 30 пара, цела спортска опрема, тренерки, джакетчина зимски, маечки со јакни и има по 30 дресови црвени за домашно и бели дресови 30, исто и шорцо и цела опрема за во гости, исто и за голманите. Дали се во бојата црвено или бела од Победа? Мислам може и да ти ги пуштам да ги представиш, да ги видат луѓето и какви се направени со се, само ете дојде до некакви компликации, остана е така да од моја страна не можам ништо да го сторам. Кога и кого го информиравте за ова состојба? Па беа информиран исто и
мислам и пратив и во општината, пратив исто и во клубов, така да мислам требаше нешто да на царина да се земји, да се плати, сега нема слух тоа да се направи. Дена нема слух, не знам ни каква е состојбата, не сакам никого да обвинувам, само ми е криво што толку многу напори вложив, значи опремата е на Балканот нема таква опрема никој. Оти има некои критичари велат Гоце Павлевски одлично се направи, меѓутоа некој ја закочи работата и кој знае што се случува. Има и такви коментари на Facebook. Сега секој може секако да се каже, сега кој како милува така нека си протолкува. Не може примерно на сите луѓе да му докажеш така да од моја страна јас направи се што можев. И тоа е сега еден апел до сите, а кој сака да помогне да се зема, не сакам да остане толкав напор вложено, да остана така. На секоја помош треба со благодарност да се гледа, значи без разлика дали е финансиска, дали е во опрема, во некој материјал. Пример се Особено што доаѓа од многу далеку од Австралија. Да. И доаѓа реномирана фирма, ги правеше дресовите, така да опремата е со најголемите стандарди и најголемите квалитети. Ако може во прилог, после ми ќе ги пуштам, можеш да ги представиш како се изгледа, што изгледа сето, дека се направени. Да, фотографии. Да, ги имам тука фотографите, мислам можеш после да се представа, да види дека се многу квалитетни, многу добри. Не сакам да пропадне, пак апелирам, ама тоа е тоа. Добро, Гоце Павлевски како гледа на моменталната состојба во фудбалскиот клуб Победа? Кои информации ги имаш добиено? Па имам добиено информација моментално, статус кво, така да знаеме Победа, сите сакаме, а сите само кажуваме, никој не ќе да помогне. Јас мисламе дека проблема е во нас, што не сме заинтересирани никој. Сите имаме желба, никој не сакаме да помогнеме. Тука е проблем. Значи проблемот е тука во Прилепка и Прилепчаниве, кај нас. Да, сите кажуваме кој ќе дојде за една влезница не сака да плата, а сите сакаме клуб да има. Добро, има и спротивни случаи каде што плаќаат луѓе кои што и не мора да платат, имаат и сезонски влезници. Не сакам. Така беше и последниот пат во саботата. Да. Не сакам, ми е друго, ми е мовето, не е само за 100 луѓе кои ќе дојде, сакам да поголема масивно. Да, оти сите кажуваме дека имаме проблем, а помалце сите можеме да го решиме. Сега на телевизија, мисли чини Телма беше гостин Зоран Михајлов, легендарниот спортски новинар, и тој со какви емоции зборува за Победа. Вели како може Победа да се остави во ваква состојба, вика во историјата наназад гледано, вклучително и оној период кога беше Југославија, Победа е втор бренд покрај Вардар. Никој друг не го спомна. Зоран Михајлов. Да, и во право е човекот, само пак ќе речем јас, значи сите работи што случија во Победа се случија од нас, никој од страна. Значи ние како раководство кои раководеа ги донесоа до таа ситуација. Не ни е крив нас никој од страна. Значи пак треба самите да имаме, да излеземе, како народски кажано, пред огледало, да си признаеме дека до нас е, не до некој друг. И после тоа, ако има снага, ако има раководство некое за да се почне од почеток. Дали имате во план уште некоја акција наредна да организирате од Австралија да пристигне уште нешто, или па да поттикнете уште и од другите континенти, можеби има, сигурно има прилепчани и македонци секаде низ светов. Еве јас како прилепчанец што сум во диаспорава, мене ми е срам што толку малцен пари собравме, а многу не има за да помогнеме. Пример има прилепчани. Значи, акцијава тргна за финанси да собирате, меѓутоа бидејќи не собравте доволно, да бидам искрен, заменивте во... Да бидам искрен од финансите, пола што беа, се мои лични другари што не ни потекнуваат Прилеп, што ми помогнаа. Значи не мора да бидат прилепчани. Да. Сега, тоа е последно, на нас останува, така да сакаме се да направиме, ама не треба да имаме раководство што навистина сака да тргне напред Победа.
А нешто да не информирате и за фудбал таму во Австралија, македонците, прилепчаните, како се снаоѓате таму? Па пример сега како јас имав, мислам сите ме знаат, гостував по некои емисии, да не се повторувам, сум секретар во фудбалскиот клуб Сиднеј. Еден од директорите и секретар на клубот. Клубот наш, како што имам спомнато, е голем. Илинден што... Да, Рокдел Илинден е голем клуб, имаме преку 1200 играчи што играат под наше во сите категории. Така. Само играчи се 1200? Да. Па тоаш колку се симпатизери? Добро, сега пример имаме аматерски дел и професионален дел. Така да, ете ние сме таму, пример сите работиме доброволно и од душа и од срце и затоа клубот оди напред. Дали може би, ете, наша желба би била вашиот клуб да најде сили да гостува овде во Прилеп, па да одигра некаков надпревар за публика со победа. Да, еве пример за информација, се одржува Илинден куп во Илинден, населба во Скопје. Лани имаше две екипи на 10 годишни 11 возраст беа гости во Скопје, гостуваа на турнирот. И имаме, еве, пример победа пред 25 години не беше исто гостин во нашиот клуб. Пелистер, Црвена звезда. Победа гостуваше во Австралија? Да. Тој кога беше 99-2000 пред 25 години. Значи од времето на Ацуле, Хаджиристевски, Маријан Стојковски, Манта, Трајче Маџовски беше исто во победа. Тие се легендарни веќе имиња и презимиња. Да. Значи сега би била возвратна посета. Само кај нас е во различно време игра првенствата, така да малце ме е проблемов тука пример нашето првенство почнува во февруари, завршува во септември. Не, овде би требало да се прилагоди системов македонски за вашиот термин. Мислам дека не би било тешко да се побара од ФФМ. Да, добро би било и тоа. Да се поместат термините. Да, добро би било и тоа само во иднина, да може и тие работи да се случат. Само да има нешто да направиме со клубов да остане, тоа е најголемиот проблем. Во разговорот таму прилепчаниве, што разговарате во врска со победа? Прилепчаните? Разговараме се истото. Тажни сигурно разговори се. Да, сите затоа истото го поставуваме прашање зошто го доведовме во таа ситуација. Значи имаме слаб менаџмент. Менаџментот, значи, цело е ова што се случи, значи, немаме лице што вистински зна да менаџира со клуб и затоа е дојдено до ова ситуација. Значи, околу тоа лице би се обединили најголемите компании овдека? За тоа мислите сигурно? Да, значи треба да се има управа која вистински сака да помогне и да вида и компаниите луѓето дека вистински сака. И тогаш ќе треба да препозна дека клубов сака да оди, тогаш ќе инвестира. Не може на вака кој да го прашаш, никој не ќе да вложи. Оти доведем. Например, кај вас како се организирате? Вашиот модел на организација, на менаџирање како изгледа, пак да го примениме и кај нас? Кај нас има поделени како на 30% е спонзори, 30% членарина и 30% имаме како сала и кантина на надпреварите и имаме околу 5 милиони долари годишен буџет. Вашиот клуб толку има? Да. 5 милиони? Ама мислам тие се трошат. Кај нас и со 500.000 би биле презадоволни. Да, ама добро, се пак Австралија, не е пример различно е, друго се гледа на ова, така да се надеваме во иднина дека ќе зборуваме за посветни работи за победа. Кои луѓе таму се уште познати прилепчани од фудбалов во Австралија, да ни кажете? Еве Милан Тодоровски. Милан Тодоровски мислам не е активен со фудбалот, нема никаква активност, а еве Спасе Најдовски да го поздраваме, е дел од клубот, тренер ни е во клубот за испод 20 години, главен тренер. Еве 2 години, минатата година беа шампиони. Тој е наша легенда, незаборавна. Еве колку време, 40 години помина од неговите надпревари. Да, и плюс тоа е еден моментално уште од најдобрите стрелци во нашиот клуб, кој има дадено, мислам, преку 140 голови за Рокдел Илинден. За Спасе Најдовски? Да, Спасе, да. Ајде, уште некој спомнете од прилепчаниве? Па, уште еден прилепчанец, Николче Благоја за Раднички Ниш, Благоја Кулевски, да.
Еве и тој не е активен со фудбалов. Тој дури и прва југословенска лига игра. Да, и тој, ама не е активен, мислам се и тој е во Австралија, неговиот син исто настапуваше за нашиот клуб некое време. И не е активен, само активен е Спасе од, да речем, од сите прилепски фудбалери. Да, таму беше и Груевски, Гоце, голманот, за жал покоен. Покоен, да, тие се остави длабок, длабок печат овдека со својата кариера во Прилеп, во победа. Да, се, тоа е. Такви се времината, да се надеваме на подобри времина. Еве, јас да не прашувам повеќе, вие каква порака би упатиле до оваа јавност фудбалска, што го следи нашиот медиум? Сакам да ги поздравам сите, ако можеме да се обединиме, да направиме нешто, сепак ова останува за градо, за деца наши за иднина, така да не е само за ден-два, него треба да се гледа од подалеку од иднината, ако можеме да само, еве пак јас уште не речам, треба добар менаџмент. Треба да се стават добри луѓе што знада работа да менаџира и така може клубот да оди напред. Значи Победа е таков бренд што заслужува се најдобро околу неговото менаџирање, организација. Да, најбитно за секој клуб најбитно е менаџерството. Може се да имаш ако немаш добро раководство, еве дока иста за клубов наш. Значи од години сега јас не обвинувам никого, ама кој ќе види сликата во 15 години, значи 15 години никој ништо немаше направено добро и само оди надолу и надолу и надолу. Реалноста е таа, нема јас не што да кажам, таа е реалноста за клубот. Ви благодарам од срце и ви пожелувам се најдобро, прво здравје и се друго. Фала многу исто, поздрав за сите гледачи. Поздравувам, па да видиме, да имаме здравје, среќа и да се видиме повторно. И што побргу да ни дојдете пак? Да, обавезно. Може би со клубот. Да, Господа ни помогни да го направиме тоа. Уште еднаш фала и до следното видување.